Во рамките на одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со инвалидитет, представници од општината Кочани денеска престојуваа меѓу учениците и вработените во специјалната паралелка на основното училиште Малина Попиванова. Се запознаа со работата на учениците, им го честитаа празникот и им донираа материјали за работа на часовите. Се со цел да и укажеме едно должно внимание, ние оваа година и донесовме материјали за работа со цел полесно да ја реализираат наставата. Меѓутоа, јас би сакала само уште да упатам така еден апел дека овој ден, 3 декември, може би е ден само да се подсетиме дека има и лица кои што не така лесно ги обавуваат секојдневните обврски, односно имаат потешкоти и дека ова да не биде само подсетување дека треба сите ние, без разлика како поединци, без разлика каде се наоѓаме во институциите, фирми или како поединци, да се трудиме на овие лица на секој можен начин да и помагаме, пред се да бидат прифатени во средината каде што живеат, а и да и помагаме на секој друг начин. Сакам да искажам една огромна благодарност до општината на градот Кочани, до локалната самоуправа, која што секоја година не посетува и ни носи материјали кои што ни се и те како потребни за текот на работата. Благодарение на нив успеавме да ја направиме на ова изложба со детските изработки. Значи ова е една многу интересна техника која што ја спроведуваме со учениците со посебни образовни потреби, значи филигранство со хартија, која што е во тек и која што туку започнува да се работи со овие дечиња. Значи ова изложбата која што е направена од оделенска настава, надвор ќе успеете да ја проследите изложбата која што е направена од учениците од предметна настава. Сакам да искажам една благодарност до наставничката по ликовно образование, која што е денеска менторка на еден наш ученик и која што го однесе ученикот Емрал Демиров во Велес да учествува во една ликовна колонија која што се организира по повод овој ден. Специјалната паралелка во основното училиште Малина Попиванова во Кочани со години поред ја остварува својата работа во областа на воспитно-образовната работа, со акцент на грижата за деца со посебни потреби.